Почнуваме со дебатата на топ тема на ваша страна. Амнестијата предизвика дилеми и негодување, кој се треба или може да биде ослободен од издржување на затворска казна. Во Македонија имало досега 3 амнестии и автентично толкување на законот. На кои европски искуства се повикува Министерството за правда, но и какви се реакциите на затворениците? Елена Ивановска-Муковска пред малку беше пред затворот Идризово и сними неколкумина затвореници кои излегоа на слобода. Нехат Реджепов и Енвер Азери се дел од групата осуденици кои попладнево излегоа од Идризово. Откако ги добија судските решенија за амнестијата, затворската капија се отвори и за нив, како и за неколку стотини други изминатите денови. Реджепов издржувал 3-годишна затворска казна за кражба на железо, а Азири, откако издржал казна за убиство, амнестијата е добил за друго кривично дело – фалсификување. Двајцата велат во затворот постои разочареност и сомнеш кај оние осуденици кои останале. Разочарени се и сите се под таблети, во тоа хаос е натре вистинскиот момент да ве носат кај што треба да видите. Што е? Ова во рака што го држите, што е решението? Решението од што сум амнестиран. Така? И така. На колку бевте осудени? Па година 3 година лежам и не знам колку амнестија фанав. Ништо не знам, ништо. Кое дело бевте? За железо. За кражба, за железо. Прв пат излегувате сега? Прв пат, да. И какво е чувството? Неизненадено, ова е многу му благодарам за Зоран Заев за ова. Фала му многу што не дојде, што не посете тука. Казната ми беше 8 години. Имав и едно друго дело за фалш некој пашапорт. Само за тоа сам 3 месеци ми давале толку. А има разочарување. Има. Требаше на сите помалку да се дава. Осудените на доживотни казни, оние што лежат за убиства. Кривичните дела против половата слобода и морал, каде влегуваат и педофилите и силувачите. Кривичните дела против државата, како велепредавство, шпионажа, загрозување на уставниот поредок. Против човечноста и меѓународното право, каде што се воените злосторства и геноцид. Осудените за дела против изборите и гласањето и дел од кривичните дела за злосторничко здружување. Не се опфатени со последниот закон за амнестија. Токму нееднаквоста на осудениците. Едни да им бидат намалени казните или да излезат од затвор, а други не, е причина поради која адвокатот Сашко Дуковски го оспори законот пред Уставниот суд. При подготвувањето на законот и определувањето на делата за кои не важи амнестијата, Министерството за правда се водело од препораките од Комитетот за Обединети нации и Советот на Европа, објаснува заменикот министар Оливер Ристовски. Конкретно за кривичните дела против гласањето биле со цел да се испрати порака пред локалните избори, бидејќи амнестијата се најавуваше уште во септември. Сите дела што се против безбедноста на државата, уставното уредување на државата, дела кои не застаруваат, воените злосторства, доживотните казни затвор и слично, препораката е да не бидат никогаш во законите со кои се уредува амнестијата. Од тие причини дадовме една листа на дела кои во член 3 се опфатени, кои нема да влегуваат во амнестијата. Тука се и делата против државата и ослобода против изборите. Да. Идејата за законот е пред локалните избори. Идејата е 2 години веќе, имаш иницијативи од невладините. Ги имавме сите тие иницијативи, ги разгледувавме нивните текстови. Како што гледате, имате датум тамо од септември месец за до кој ден да биде сторено делото. Значи, тоа е сето пред локалните избори. Сакавме да пратиме порака за локалните избори, за фер и демократски локални избори. Инаку, мислам дека нема ни еден затвореник за таков вид на кривични дела во затворите во Република Македонија. Ова е еден од полибералните закони според опфатот на кривичните дела, објаснува Ристовски. Направивме една анализа претходно, споредбена, најпрвен со околните и европските земји во врска како се носеле таму законите за амнестија, посебно не интересираше во бившите југословенски републики. Можам да ви кажам дека нашиот овој закон за амнестија е еден од полибералните во однос на другите од обкружувањето. Најповеќе се носеле до сега закони од овој вид во Србија, меѓутоа има во Словенија, има Италија,
Сега италијанскиот случај од 2006 е со целосна амнестија без исклучување на кривични дела, ама само за 3 години. Имате во Словенија 2001 година, кој е многу поригиден од нашиот закон, значи опфатени се многу поголем комплекс на дела кои не влегуваат во амнестијата. Имате Србија 2 пати, Црна Гора со многу помали проценти, а со отприлика истиот опсег на дела кои не влегуваат. Македонија е една од земјите каде најчесто се спроведувала амнестија. Според анализата на Министерството за правда, првиот закон е донесен веднаш по осамостојувањето во 1991 година и опфатени биле 907 лица, од кои 234 биле повратници. И во 1999 е донесен закон за амнестија. Целосно ослободување добиле осуденици за национална, расна и верска омраза, за неизвршување на судска одлука и организирање отпор. За другите кривични дела било определена делумна амнестија. Доживотните пресуди не биле опфатени. Третиот закон за амнестија е од 2002. Се носи како резултат на Охридскиот рамковен договор и се однесува на сите осудени и осомничени за конфликтот од 2001. Тогаш не биле опфатени меѓународните злосторства, за кои надлежен е Хашкиот трибунал. Овие така наречени хашки предмети, познати во јавноста како водство на ООН, непроштано, мавровски работници, Липковска брана, кои од Хаг во 2008 беа вратени во надлежност на македонските судови, се амнестираат во парламентот во 2011 со автентично толкување на законот за амнестија. Закон за амнестија е донесен и во 2003, кој бил ревидиран во 2004, а се однесувал на граѓаните кои не ја извршиле војната обврска. Во 2018 се носи нов закон. Ова се образложенијата на Министерството за правда зошто се носи годинава на ваков закон. Директорот Стојановиќ, колку мина досега излегува? Вкупниот број е 750 и неколку затвореници кои што треба да излезат според законот за амнестија. До каде сте со спроведувањето на овој закон? Вака, значи, на почеток да кажам дека улогата на управата за вршење на санкции на казнено-поправните установи во Република Македонија во однос на законот за амнестија доаѓа постапувањето на силата, односно членот 5 каде што кажува дека по службена должност секоја казнено-поправна установа поднесува поединечно барање за примена на законот за амнестија. Ние во координација на тоа за таа работа во контекст да ниедно осудено лице не биде оштетено, да не чека подолго него ли што ја чека таа амнестија да дојде на ред за извршување. Со преку време на работа на сите служби во затворите, успеавме во понеделникот на 29 чина во еден ден да ги разнесеме сите барања поединечни до судовите во Република Македонија од сите казнено-поправни установи да постапат за ослободување на тие што се 780, скоро 800 луѓе час поскоро. Меѓутоа, од вкупно поднесените 2286 барања поединечни за примена на законот за амнестија, до сега имаме реализација на 1765. Ова кажувам бројка до 17 часот, имајќи во предвид дека одредени установи каде што има повеќе предмети работат се уште преку времено. Значи како стигнуваат, така се пуштаат? Како стигнуваат? До сега се излезени 498. На 1147 е намалена затворската казна за 30% и не знам од кои причини има 14 негативни решенија. Да. Меѓутоа, еве кажа и заменик министрот за кои дела не може да се изврши амнестијата, набројувајќи ги. Она што е повод исто за оваа емисија е вашето барање Дуковски и иницијатива пред Уставниот суд за овој закон, затоа што вие сметате дека треба да важи за сите и што ве натера на едно вакво размислување. Тоа важи за сите, секој различно го толкува. Не знам кој како го толкува. Мене основниот импакт за поднесувањето на иницијативата за оспорување на членот 3, каде што е набележано во законот за амнестија, за кои кривични дела не важи амнестијата, беше и исклучиво фактот, а тоа можам да го образложам и со конкретни примери, меѓутоа е нееднаквоста на граѓаните. И осудениците се граѓани.
имаат право да гласаат и тоа што се оние депривирани у смисол да им ја одземена слободата е друга работа. Меѓутоа и тие се граѓани мораат да бидат еднакви. Согласно член 51 од Уставот на Република Македонија има гаранции за почитувањето на Уставот и сите се должни, сите закони мораат да бидат во согласно со Уставот, а сите се должни да го почитуваат Уставот и законите. Темелните вредности на Уставот на Република Македонија се имплементирани во член 8 од Уставот на Република Македонија, каде што вели дека во некој од алинеите дека темелни вредности меѓу другите се слободата и основните слобода и права имплементирани, утврдени во Уставот и во меѓународните договори и владењето на правото. А особено е битен членот 9 од Уставот на Република Македонија, каде што вели и оваа иницијатива во голема мера се заснова на токму на тој член 9 од Уставот на Република Македонија, каде што вели граѓаните се еднакви пред Уставот и законите. Меѓутоа, кога одат на суд за различни кривични дела, зависи од тежината на делото, судот доделува различни казни. Значи ли дека во донесувањето на еден ваков закон, ги слушнавме примерите од другите земји, треба да има некое скалило, да речеме како што имате 30% намалување на казна за одредени кривични дела, ако се работи за овие потешките кривични дела, педофилија, велепредавство, шпијунажа и слично, треба да се направи некоја градација и по некоја линија и тие да бидат амнестирани. Дали е тоа всушност идејата, за да не се свати дека и тие треба да бидат ослободени? Апсолутно со тоа ќе се премости проблемот со нееднаквоста. Секако дека не може некоја си обична кражба да биде исто со педофилија или со некое дело против државата. Апсолутно не. И може би треба помал процент да се определи. Меѓутоа не можете вие нив да ги екскулпирате, да ги тргнете од правото на амнестија. Од правото на амнестија. Тоа е нееднаквост. Значи, видете, амнестијата е еден вид на милост кој што ја дава државата како една организирана сила, која што единствена преку своите институции има право да изрекува казна. Како што има право да изрекува казна преку институциите на системот, обвинителствата, подигат обвиненија и судовите, така има право да дава и милост. И не можете тука вие да правите селекција кому ќе дадете и како ќе дадете. Јас само еден пример би сакал да посочам на... Мислам дека членот 3 содржи некои недостатоци, не знам од која причина, не сум го составувал, меѓутоа вели, во втората алинеја, еве зошто веднаш одма ќе ви посочам каде има нееднаквост. Вели дека Уставот не важи за кривично дело убиство. Кривично дело убиство по член 123 е набележано. Кривично дело убиство по член 123 почетната казна затвор е 5 години минимум. Сега јас сакам да ви кажам една друга апсурдна ситуација со која што ние се соочуваме во конкретниот случај. Имате кривично дело разбойништво од член 237. Каде што во став 5 се вели, тоа е комплексно дело каде што со употреба на сила и закана по животот се одзема тој подвижен предмет. Значи со сила за разбойништво, тешко разбойништво. Разбойништво. Ако при вршењето на разбойништвото некој влезе во банка и изврши разбойништво и некој му даде отпор или као сега што беше во менувачницата почна собственикот пукаше во ограбувачите. Али обратна ситуација. Тој што го врши разбойништвото да пука. Во таков случај, согласно став 5, минималната казна затвор е 10 години до доживотна робија. И сега тоа лице има право на амнестија и секако ќе си го искористи. Јас познавам лица кои што лежат за такви кривични дела во затворот и Дризово, а лице кое што никој не оправдува кривично дело. Тоа да се разбереме веднаш, никој не оправдува кривично дело. Меѓутоа, како може некој за потешко кривично дело да добие амнестија, а за убиство каде што 5. Истото ви се случува со разбойничка кражба. Ако при разбойничка кражба исто погине некое лице, вели 10 години најмалку затвор или доживотна робија. Нееднаквост постои и тоа е по мене. Верувам дека и од праксата имате многу примери. Цветано, вие како председател на Зелена лупа,
сте ги искусиле и затворските услови како поранешен затвореник, се залагавте и велевте: затворите се преполни со невини луѓе и амнестијата е најбрзиот пат на тие луѓе да им се помогне. Работевте на ова и еве дојде денот кога тоа се случува, меѓутоа и вашата теза е дека треба да биде поширока амнестија и амнестија која ќе се спроведува слично како што вели Дуковски. Од друга страна, ако затворите се полни со невини луѓе, за тоа решаваат судовите, не решаваат Министерство за правда или Управата за санкции. Се согласувам дека е така. Она кое што го каже затвореникот на излегување, таму во моментов е хаос, но мора да се вратиме наназад што допринело да дојде до тој хаос. Значи мора да ги потсетиме гледачите дека за 10 години има над 10.000 сомнителни судски процеси, каде што од нашите анализи, освен што се судени луѓе без докази, има огромен број на предмети, во најголемиот број на предметите се давани максимални затворски казни наместо минималните, она кое што го предлага правото, ако некому му се случило првпат. Ние имаме случаи каде што од пропишана казна од 1 до 10 години затвор се даваат 8 или 9 и така натаму, и чинот на амнестија како чин на милост беше нешто кое што најбрзо може да им помогне на тие луѓе да излезат на слобода, за да можат да ги користат законските механизми понатаму преку судските лабиринти, да успеат да се изборат дали за повторување на судска постапка, дали за БЗЗ, значи преку било кој начин, доколку ценат да се организираат и да се борат за своето право. Тоа е еден процес каде што судиите се тие сега. Тој судија одлучувал, па треба да се преиспитува неговата одлука или друг судија да размислува поинаку, да цени докази. Амнестијата како чин на милост во секој случај за поздравување, бидејќи претходниот премиер на неколку наврати ги омаловажуваше овие луѓе, ги врегеше, видовме излезе човек за кражба на железо и така натаму. Значи има луѓе кои што или за ситни кражби или за ништо беа етикетирани како тешки криминалци, а во споредба со постапките кои што ги води специјалното јавно обвинителство, од другата страна имаме луѓе осомничени за тешки кривични дела, се уште во судска постапка и некој се обиде да воспостави знак на равенство при носењето на законот за амнестија, што посмета на владата, која што изрази желба да помогне и помогна. Јас сум убеден дека можеби палетата на кривични дела ќе беше и поширока, доколку не постоја два елемента. Прво, некој се обиди да направи политички пазар и да го поистовети и Митко Чавков со луѓето кои што добиваат амнестија. Од една страна има човек кој што се уште има презумција на невиност, но сите знаеме кој е и што е, и ако ги погледнеме неговите финансиски показатели. Да, меѓутоа сега зборуваме за луѓе кои одржуваат затворска казна и за луѓе што се во притвор, тука има разлика во опфатот на законот за амнестија. Некој опозицијата во тој период, уште Никола Груевски беше председател на партија, се обиде да уценува и да направи политички притисок врз владата. Мора да направиме дистинција кој може да биде амнестиран. Луѓето што се во притвор не може да биде. Но мораме да се ставиме и на местото на владата која што беше под сериозен притисок од една страна заради обидот да се стави знак на равенство на сите оние процеси кои што се случуваат и траат и нема да ги коментираме бидејќи се под презумција на невиност, но некој се обиде да се пазари на таа тема од една страна, од друга страна некој, значи, исто така ја критикуваше владата, имаше неколку пресконференции против законот. Дали се согласувате со Дуковски дека овој закон треба да подлежи под лупа на уставните суди? Апсолутно се согласувам, ќе дојдеме и до тоа. Значи, два примера ќе ви кажам за две кривични дела каде што нема други луѓе. Еве ќе почнеме од кривичното дело шпиунажа каде што двајца луѓе се осудени, тоа се Тоше Кошиновски и Александар Диневски од случајот шпиун. Бев учесник во тој случај и таму и за двајцата господинот Дуковски го бранеше Кошиновски, имаше алиби, беа извадени сите докази дека човекот е апсолутно чист и нема врска со кривично дело, но тој доби затворска казна 3 години и има да долежи уште 2 години. Значи направена тешка неправда врз тој човек. За тоа дело не може да добие амнестија. За тоа дело. Од друга страна Александар Диневски исто така излезе во медиумите, сите знаат, тие двајца се осудени за шпиунажа, друг нема. Но кривично дело не е ставено. Од друга страна кривично дело она глава за убиство, каде што убиство во обид не е опфатено, е жална и трогателна приказна. Имавме и смртен случај, скоро имаше некое самоубиство од затвореник кој што бил разочаран, така разбрав од медиумите, а бил осуден за убиство во обид, бидејќи не го опфатила амнестијата, не знам дали е точно.
пред некои си 2-3 недели, може и точно, може Тоа е не многу знам. комплициран случај, Но за случајот детонатор, не од тој случај, општо, од друг случај, но од случајот детонатор, луѓето се осудени за убиство во обид на човек кој што е жив, здрав, не му фали влакно, делото е со еден куп сомнителни околности, докази и така натаму. Млади луѓе се осудени по 10 години, 14 години, 15 години, 2 или 3 доживотни казни затвор. Ова дело не беше опфатено и е нанесена тешка неправда. Јас ценам дека требаше да биде опфатено во самиот пакет за амнестија, кривично дело убиство во обид, бидејќи освен детонатор реков има и голем број на други луѓе, но од една страна мораме да ставиме поголем акцент на степенот на благодарност што владата сепак, за разлика од претходната, влезе во затворите, виде што се случува, почна со реформи во затворите и издаде чин на милост, односно го повлече повеќе како само што останува сега секај во рамките на новиот јавен обвинител. Јас искрено очекувам, барем за овие сомнителни случаи што се од организиран криминал, како што се детонатор, шпион и останати, има ингеренции да повлече потези за преиспитување на обвинителни акти во брзо време, да направи нешто, а од друга страна се надевам дека иницијативата на господинот Дуковски за опфаќање на сите дела без по некоја друга скалило, дека можеби ќе биде прифатена од Уставниот суд. Искрено, јас ќе се радувам да биде и да успее овој предлог, бидејќи исто така е за поздравување, за да се најде начин тие луѓе да бидат опфатени, да излезат на слобода, голем дел од нив имаат и здравствени проблеми и да се најде основ според вас. Меѓутоа кога ги барав примерите дали било некој ослободен и помилуван за убиство, најдов 2 случаи каде што Иванов дал помилување во 2 случаи, например по 3,5 години поминати во затвор за убиство на соселанецот и 3 години пред истекот на 11 годишна казна затвор на слобода. Значи 20 луѓе се ослободени. Едниот е за убиство на соселанец, другиот бил човекот Делчево кој од 2005 година бил осуден за убиство на љубовницата, мајка на 3 деца, убиена со 23 убоди со нож. Независно од тоа. Сепак медиумски гледано кога ќе слушнете 23 убоди со нож, мајка на 3 деца, ослободен за убиство, знаете, јавноста е многу сензитивна и од тука верувам дека можеби Министерството за правда ценело во кој случај може, во кој случај не може да се ослободуваат ваквите затвореници. Меѓутоа, имате ли притисок во затворите токму од оваа група на лица кои што не важи амнестијата, зошто тие не се ослободени? Штрајк со глад, имаше самоубиство минатата недела, мајката на човекот што се самоуби, Игор Мирчевски, рече дека тој очекувал можеби некаква амнестија, намалување на казната, бил разочаран па се самоубил. Вака, прво значи би се наратил на излагањето на господинот Цветанов, каде што не би се согласил во употребата на зборот дека е хаос во затворите. Не во смисло хаос наследено, претходно не оценен. Не, затвореникот кој излезе од затвор тоа го кажа. Јас сакам само да наследен хаос, извинувам. Не е хаос воопшто, зборот е пренатрупаност и недоследно спроведување на правила и процедури во рамките на установата. Од тие причини детектирани кои што се перцепирани при посетата и со доаѓањето на позицијата директор на управата за вршење санкции, значи амнестијата не е една алатка за релаксирање, значи за ослободување од тој притисок, за да можеме да продолжиме со другиот сет на мерки кои што се предвидени во тој краток акционен план, кои што се водат паралелно и ќе доведат до подобрување на тие услови. Штрајк со глад во ниедно установа нема. Каков е протестот на оние што нема да бидат ослободени? Нетрпеливост, можеби нестрпливост да се излезе од казнено-поправниот дом, каде што има најголем број на случаи поединечни поднесени, рековме дека 1438 се стасани решени и одработени. Тоа е, мора да се сгласите, 60% од вкупниот број на поднесените барања. Значи, не е дека не се работи. Проблемот настанува недоразбирањето, би рекол, околу носењето на решенијата од судот и бројот на тие што излегуваат. Веројатно, протекуваат информации дека се денеска, например, донесени 55 решенија. Меѓутоа, од тие 55 решенија, 5 се за излегување веднаш, 50 се за делумно намалување на казната. И тука е веројатно таа забуна кога станува дека тие што можат да подмират
помируваат и излегуваат дека меѓутоа пред почетокот на емисијата ви доставив еден телефонски број, се надевам дека ќе го објавите. Да, имаше јавувања од затворот во Идризово дека има корупција при излегувањето. Дали некој зима пари за ова тие велеа? Во тој контекст, значи уште еднаш повикувам и на овој медиум дека управата за вршење на санкции стои на располагање секој пријавен случај да го истражиме во согласност. Да, може да пријават на 3223 еве го кажам и бројот. Имате ли пријави? Има и се постапува по тие работи, значи кога има разни наследности, не само корупција. Во овие случаи нема пријави за корупција. Се уште нема. Затоа и јавно да го објавите бројот за да може да имаме нека. Меѓутоа морам да ве прашам за ова што го вели Дуковски. Тој направи една споредба на разбојништво и добивање на казна затворска за разбојништво, убиство, при разбојништво или убиство. Каде што нема за едниот има амнестија, за другите нема, и кога ќе ги видиме овие години на казна кои што навистина се разликуваат, тука се става познак прашалник зошто е вака изведена амнестијата, да не може да добие право некој за друго кривично дело да добие помилување. Примерите. Составувањето и наведувањето на членовите во законот, како директор на управата немав некоја допирна точка или пак активно влијание во создавањето и составањето на законот, така да не би можел да дискутирам кои се причините тоа така да се направи. Меѓутоа, она што придобивка од оваа постапка е намалување на теретот во установите и секако значителни заштити во буџетот на установите. Меѓутоа, заменик министрот се повика на пракса во Европа, па тој се цитирани и во самиот предговор на законот Италија, закон за амнестија, дека е донесен во 2006 година, скратени 3 години од изречената казна, Србија закон за амнестија, Словенија и слично. Меѓутоа, Дуковски, ако ги погледнете сите овие примери, по што е разликата меѓу нив и ова нашава амнестија, за која што вика заменикот министер дека е многу полиберален нашиот закон, а од друга страна не дозволува амнестија на сите? Па во што е разликата? Разликата е очигледна. Во Словенија имате линеарно намалување на сите затворски казни. Повторувам, независно за кое кривично дело, за 1/5. Ако се работи за 1/4 од казната, независно за кое кривично дело. Тоа е тоа што јас сметам дека станува збор за неравноправност и зошто сметам дека тој член 3 е во спротивност со Уставот на Република Македонија. Значи, во Словенија, членка на Европска унија, значи имате линеарно намалување на казните за 1/4 на сите осуденици за сите кривични дела. Ако станува збор за специјален повратник, што значи специјален повратник? Некој човек да е 5 пати суден за шверц од дрога или 5 пати за кражби или така натака, се намалува тој процент и оди до 1/5. Да, Словенија е тој пример со меѓутоа секако постои процент, значи немате нееднаквост. Италија 3, па дајте 3. Ама на сите 3 дават. Ама на сите 3. А не можете вие. Ако ми оставите едно 30 секунди, јас ќе ви ги покажам абсурдите, зошто како може одредени одредби да важат од иста глава да важат, а некои да не важат. Еве, ви го дадов примерот за убиството. Сега ќе ви кажам за кривичните дела против човечноста и меѓународното право. Значи, тоа се сите дела кои што се однесуваат во врска со мигранти и со трговија на луѓе. За сите тие дела, повторувам, за сите тие дела, кога е малолетник во прашање, обично минималната казна затвор тогаш за полнолетно лице е 4 години, а за малолетно лице ако има е 8 години. И сега вие тој малолетник нема да биде ослободен. Не, ако малолетник се шверцува или е жртва на трговија со... Јас мислам ако е извршител на кривично дело. Не, тоа е друго. Сакам да ви кажам следно. Значи, за сите тие дела, а тие дела не се малку, и тука затоа и малце чудно, вика 418А, 418Б го нема, а тоа е точно шверц на имигранти, и 418 до 422. Сите можни кривични дела во врска со тоа се опфатени, а самото базично кривично дело со истите казни, со многу слични действија на извршување што се како за со шверц на имигранти не е опфатено.
Зошто тоа не е сторено, мене навистина не ми е јасно. Образложението од типот таксисти возат, па затоа да ги пуштиме, па така ако одиме, еве го видовте вие ова лице што излезе за железо. За железо. Значи тој украл старо железо, веројатно е или толку немал пари, или е зависник, или што знам ја зошто, да го нахрани фамилијата, меѓутоа украл старо железо. И сега, секој има некоја причина зошто го направил тоа. Тоа што некој бил таксист, па некој имал болно дете, па морал да носи мигранти за да го лечи. Значи, не можете да вршите дискриминација по било каков основ. Значи, препораки меѓународни се меѓународни препораки. Меѓутоа имате најмалку две, што вие ги посочивте, земји на Европската Унија, и тоа Италија, една многу вековна демократија, една лулка на правото. Италија, каде што дава линеарна амнестија, и тоа е целта. Како што државата има право единствено да казнува, не може секој да си земе поединец право да си казнува ако некој мисли дека му сгрешил, туку тоа мора во институциите на системот, само државата може да даде. А за да не ги обесправи сите лица, мора за сите да даде, да важи таа амнестија. Исто Словенија. Словенија е членка на Европска Унија. Што тие не знаеле или не размислувале кога го донесувале закон. Така да сметам дека има. И видите еден абсурд тука. Значи, јас се согласувам со она што го рече дека која била целта за донесувањето на овој закон да важи последен датум да е 20 септември заради 29.2017. Да, 20 септември заради изборите. И тука има некој резон. Меѓутоа, ајде сите вака да се запрашаме дали ви е тоа логично, а секако ја доведува до неравноправност на граѓаните. Имате тука кривично дело каде што за кривично дело за изборите незаконско финансирање. Еве ви го, кривично дело незаконско финансирање, тоа ви е злоупотреба на средства за финансирање во изборна кампања, член 165а. Во ставот 3, значи, вели тој што спротивно на правилата тајно финансира своја или туѓа кампања. Тоа во превод значи некој се кандидира за пратеник и сега јас сами од себе си се финансирам. И казната за претена е ускратена поставка, не е нешто кузне каква казна, до 3 години затвор. И сега вие може да добиете година или 2 да добиете, и вие немате право на амнестија за тоа, а некој што има, значи, не велам, јас повторувам, за мене нема лесно и тешко кривично дело. Што ми е кривично дело? Затоа е предвидена најтешката казна, тоа е лишувањето од слобода, затворот. Значи, сега некој што извршил неколку пати потешко кривично дело, како што е разбойништво, како што е шверт со наркотици, шверт со оружје, да може да ги ужива амнестијата. Со наркотици е забелешка и на многу луѓе, додека тече емисијата, пишуваат на нашиот Facebook профил дека тие лица Исто така видите ги сега кривичните дела против државата. Сите кривични дела што се во врска со државата, тие кривични дела се не се опфатени, а самото кривично дело тероризам, како кривично дело, за тоа може да се бара амнестија. Не наоѓам логика тука во тоа однесување, а секако за мене станува збор за нееднаквост на граѓаните пред Видете, многу реакции има и додека тече емисијата, очигледно темата буди интерес и од затворениците и од нивните семејства, и навистина кога нели амнестијата не е вака како што вели Дуковски, настануваат овие реакции. Зошто се избра ваков начин на амнестирање? Од една страна ќе бидат ослободени места во затворите, меѓутоа не значи дека нема да бидат други затвореници донесени. Верувам дека со правосилна пресуда има луѓе што треба да дојдат во затвор, и колкава е бројот на тие луѓе. Правите место за нови или пак нови случаи кои што се насудени и слично. Нема да престанат судењата и правосилните одлуки. Видете, затворите постојат и ќе постојат и понатаму, значи нема да се укинат. Прва работа. Втора работа со ова, реков и пред малку, дека се добива простор да се подобрат условите. Да се создадат едни нормални услови за функционирање на установите кои што реализираат судска пресуда. Во овој простор, значи
предпоставам минимум 3 месеци, прво ќе заштедиме средства. Еден осуденички ден, например, со оваа бројка која што е околу 3000 евра дневно, значи заштедува по пресметка. Значи тоа е едната работа. Втората работа, во овој период ќе довршиме со опремање на новите објекти за полуотворено и отворено деление, каде што за 546 кревети ќе направиме сместување на постоечките осудени лица кои што имаат третман полуотворено и отворено да бидат во едни европски стандарди. Меѓутоа имате ли представа колку луѓе треба да дојдат во затворите? По нашата што чекаат на извршување на казна? По нашата бројка која што имавме како анкета направено, околу 4000 имаја правосилни пресуди кои што чекаат да влезат, а немаат место каде да дојдат да издржуваат казна. Меѓутоа, по завршувањето на целиот процес за амнестија, веројатно таа бројка ќе биде намалена, имајќи во предвид дека голем број од тие ќе ги опфати овој закон. Па веројатно има тие што се до 6 месеци. Не, дали се прави место за нови, знаете, едни излегуваат, други доаѓаат и колку нема политика во сето ова. Затоа што ако ние зборуваме за едни процеси кои се отвориле од претходната влада, кои што можеби се амнестирани со овој закон, колку вие како министерство ќе се одбраните од назнаката политичко ослободување заради политичка блискост со оваа влада и слично? Управата за вршување санкции. И како што вели затворникот, фала на Зоран Заев што ме ослободи. Управата за вршување санкции е составен дел на Министерството за правда, меѓутоа е засебен елемент, што би рекол, во однос на таа работа дека во овој период кога создаваме простор за подобрување на условите, исто така развиваме и пробацијската служба. Значи веќе сме во напредна фаза во однос на реализација по судовите каде што е местото и таму очекуваме дека голем дел од тие луѓе што се сега внатре дека ќе имаат можност со условен отпуст да бидат пуштени надвор, односно да бидат следени од пробацијските службеници, а дели од тие што треба да влезат внатре дека ќе добијат од судиите пресуди каде што ќе биде, значи дали ќе биде општо корисна работа, дали ќе биде условено. Само конкретно дали има политика во сето ова и во однос на листите кои се прават во однос на ослободувањето на затвореници? Во 2286 поединечни барања не може да видам политика. Значи таму се од сите граѓани на Република Македонија, тука се и странците, значи која е политиката кон странците? Так, Цветанов, во однос на ослободување на одредени затвореници, јас само ќе цитирам уште еднаш дека имавте едно истражување кое покажуваше дека од ревидираните 8 судски пресуди на правни експерти утврдиле дека да се донесени непрофесионални и незаконски, а дека голем број од судовите носеле одлуки за лица опфатени со организиран криминал, како што вие ги спомнавте, шпион, детонатори, други случаи. Меѓутоа, колку сте сигурни во тоа дека сите тие случаи се само заради политички реваншизам и колку пак сте сигурни дека оваа влада нема да го прави истото? Веќе ако зборувате за праведност во постапките. Вака, Сдруженијето Зелена лупа врши и има досега извршено повеќе истражувања. Првото истражување е заедно со Transparency International, каде што беше направена на 12 правосилни судски пресуди. Вашата информација е за првите 8, но за сите 12 правосилни судски пресуди независни експерти утврдија дека освен тоа што било прекршено правото во делот на доказната постапка и самите казни кои што требало да бидат изречени доколку имало вина, а немало вина, биле превисоко односно максимални. Ние продолживме со истражувања и на други случаи, преку други проекти. Во нашата канцеларија секојдневно доаѓаат граѓани кои што имаат проблеми со правосудниот систем и нашите проценки се дека во изминатиот период 50 до 60% од пресудите кои што биле носени, дури и во граѓански предмети, не само во кривични предмети, биле носени врз база на политички притисок или со цел да се остварат одредени политички цели на минатата власт. И моje извинување до директорот, значи тој хаос, мојата поента беше постои хаос во правосудниот систем, односно постои хаос од пресуди кои што луѓе или се во затворите или чекаат да влезат во затворите, а тие луѓе во своите души имаат немир, гнев затоа што се чувствуваат невини и најтешко е да биде осуден некој кој што знае дека ниту били извадени докази, ниту били приложени некакви докази, а имаме огромен број на такви случаи. Добро, века директорот дека нема политички призвук сите овие ослободувања, а од друга страна велите најголем број од тие затвореници се заради политички. И тука има разлика. Политички мотивирани случаи се 25 до 30 во последните 10 години, но за да се постигнат политички цели,
на минатата власт, со цел сеење страв, со цел праќање пораки до граѓаните дека секој може да биде уапсен, да се остварат цели со цел одземање бизниси на одредени луѓе, окрупнување на компании, со цел да се заврши операцијата грабеж на Република Македонија, се апсеше се што ќе се стигне. И се согласувам во делот за мигранти преска спомнавме, апсеа луѓе, таму нема политика, но апсеа луѓе со специјалци ги легнува на земја, во кал, на снег, ги малтретира. Колку сте сигурни дека пака овие суди исти се судиите? Истите се судиите. Меѓутоа, колку сте сигурни дека оваа влада нема да прави политички притисоци и што ќе се случи ако некој дојде во вашето здружение и се пожали на тоа дека има монтиран политички процес од оваа влада? Ние сме отворени за сите граѓани на Република Македонија и мој личен став и став на колегите од нашето здружение за да се стигне до една пресуда, постојат елементи кои што треба да бидат исполнети. Кривична пријава базирана на докази. Обвинителен акт базиран на докази за да го докаже битието на кривичното дело. И пресуда во која што ќе бидат по закон предвидени, исполнети по закон предвидените елементи за една пресуда. За жал во минатото целата македонска јавност знае дека се пишуваа кривични пријави на сила, се пишуваа обвинителни акти на сила, не беа почитувани законските прописи што треба да содржи еден обвинителен акт, се носеа пресуди на сила со цел да се пратат пораки дека секој утредента може да биде уапсен, може да биде притворен, осуден на крај и ставен во затвор доколку не е кооперативен и така натаму. Имаме случаи каде што еве кај што немало политика, имало политички пораки за мигранти, каде што луѓе немале врска со целата работа, имаме сопатник во возило, македонски граѓанин, кој што се возел од точка А до точка Б, како сопатник има заглавено 4,5 години затвор. Врска немал во целата работа. Меѓутоа, дуковскиот правен аспект, ние се жалам што немаме судија тука. Што значи за судијата, вие сте адвокат, меѓутоа кога сега ќе бидат ослободени луѓе што тие ги осудиле и за кои што ценеле дека има докази, сега како таа одлука да била погрешна одлука, како да е таа одлука недобра одлука или одлука политичка како што вели Варен Цветанови, тука колку ќе се наруши тој авторитет генерално на судството. Апсолутно не зборите за амнестија, така? Значи, поврзано со одлуката на судовите, пошто тие одлучувале какава ќе биде казната. Ама амнестијата е акт на колективна милост. Значи, тоа не значи дали еден судија одлучил добро или лошо. И не гледам јас зошто некој судија би се секирал, би требало да се секира ако некогаш би било донесен некој си закон за повторување, за отварање на некои си сомнителни имаше предлози за такво нешто, да. Сомнителни предмети, процеси и пресуди. Меѓутоа, тој судија нема зашто, ова е акт на милост, ова не кажува дека пресудата на судијата била лоша и не гледам ја зашто некој судија би се секирал затоа што линеарно му се дава милост од страна на државата, односно се намалува за 30% од казната. Сметам дека судиите тука за амнестија, значи исклучиво зборам за амнестија, никаква апсолутно нити вина, нити имаат нити некој придонес. Они постапувале по конкретно обвинение, дали постапиле добро или не постапиле добро, треба да се гледа од случај до случај. Меѓутоа, тоа со амнестијата мислам дека нема некоја поврзаност, скоро никаква. Она кога вие го покренавте ова на Уставен суд, сепак коментари на социјалните мрежи значеле тоа дека ќе бидат ослободувани педофили, осудени за свирепи убиства, и воопшто се постави прашалникот тука како на овие луѓе би можело или не би смеело да им се намали казната. Од друга страна, во Македонија имавме 15 годишна казна за потешки кривични дела и доживотна казна. Таа разлика од 15 години до доживотна е навистина голема. Или пак можеше да се изречат две казни од по 20 години па 40, како што беше во... Не можело никогаш да 20-40. Меѓутоа 40 имаше таква некоја казна сега. Значи, многу е голема разликата, сакам да кажам, од доживотни 15 години. Прашањето е зошто има реакција, сакате да кажете, за одредени кривични... За одредени специфични кривични дела, да, потешки. Па јас мислам дека многу добро и го образложив примерот со разбојништвото.
Значи сите тргнуваме од тоа убиство, лишење, има лишување на живот. Па и при разбойништво имаш ти лишување на живот. И сега што е најбитно што сакам да кажам? Сакам да го кажам следното. Сите ние сме пред се луѓе. Значи луѓе како особи со секојдневни своји животи, сваќања, светогледи и така натака. Што сакам да кажам со тоа? Можеби јас искрено за некое си кривично дело имам свое мислење вакво или такво како вие и како вие. Меѓутоа, основата на една модерна држава е владењето на правото. Никој не смее да биде изнад и испод правото. Сите мораат да бидат исти. И најбогатиот човек, сега видовте во Саудиска Аравија, може би не е добар мојот пример за тоа што не е баш колевка на демократијата, меѓутоа, шеици со неброено богатство ги затворија. Значи, не е зависно, да не збориме за Америка, за конгресмени и така натака. Сакам да кажам, ако не владее правото во една држава, а највисокиот правен акт во секоја држава, во Република Македонија конкретно се задржаме е Уставот. И ако таму има некакви дискриминации, онда никогаш нема да биде држава правна држава од Република Македонија. Значи, сакам да поентирам со следново. Сите ние можеме да имаме свое мислење за одредено кривично дело, дали тоа треба да биде амнестирано или не треба да биде амнестирано. Меѓутоа, тука Уставот не дава право за размислување. Не дава право за размислување. Ви вели граѓаните се еднакви пред Уставот и законите. Член 9 се гарантира владењето на правото. Член 51 ви вели сите закони мораат да бидат согласни во Уставот. А Уставот ви вели дека се сите граѓани... тука вашиот мотив за барањето во Уставен суд. Тука е мојот мотив за барањето пред Уставниот суд и едноставно, значи, нема никаква врска кој интимно што мисли за едно кривично дело. Меѓутоа, владењето на правото, можеби некој ќе се осети оштетен од тоа што некој за некое убиство добил амнестија. Меѓутоа, не на така долги стази целата држава ќе отиде со чекори од 7 милји во правец на зголемување на демократијата. Пауза за реклами и продолжуваме со дебатата. Господин Стојановиќ, во законот вели целите што ќе се постигнат со донесување на закон за амнестија се ресоциализација на сторителите на кривични дела, финансиско расторетување на буџетот и основна цел на законот за амнестија е потреба за јакнење на рехабилитациониот концепт и помагање на процесот на реинтеграција на осудените лица. Добро е што не пуштивте во затворите, за да видиме какви се условите, ги виде и премиерот, меѓутоа сето она што таму го видовме и се уште го гледаме, не ветува голема ресоциализација за затворениците. Зошто ве прашувам? Паметиме систем на поранешна Југославија во кој што затворениците имаа работа, имаа што да прават, вистински се ресоциализираа. Работеа во земјоделско стопанство, изработуваа делови и опрема машини за големи фабрики, изработува и беа едни од најдобрите копаничари, можам да кажам, односно резбари во Македонија па и Југославија. Значи се сеќаваме на еден многу поинаков систем во кој што работеа затворениците и беа максимално ангажирани. Сега тие буквално нема што да работат. Да не им се незаконски телефоните и она што го работат на Facebook и не информираат за нивниот затворенички ден, тие воопшто нема што да прават со себе. Дали ќе се постигне таква ресоциализација за лица кои што апсолутно во затворите не ја постигнале целта на ресоциализација и рехабилитација. Од таму почнува рехабилитацијата и ресоциализација. Кога веќе се повикате на поранешниот систем, не би идел со имења од кое време. Јас сум за жал или за добро вработен 94-та година и сум го доживеал тој период кога во воспитно-поправниот дом имаше низа на занајати кои што ги обслужуваа сите судови во Република Македонија со тапацирање, производство на намештај и ред други работи. Значи, основно образование, дури средно образование, од ВП домот заминува деца и на факултет. Значи, при тоа стекнувачи се со уверение за завршен занајат. Тие што беа поталентирани и 2 занајата завршуваа. Такво нешто нема веќе. 2006 година, значи 2005 и 2006 година бев директор на КП Дом Идризово, каде што, како што споделија моите соговорници вечер овде, дека имаше најквалитетното кисело млеко, леб,
копаничарски работи и ред други земјоделски работи кои што се одвива на тоа огромно пространство што се простира КП Домот Идризово. За жал, во официјални документи на Државен завод за ревизија постојат посочени имиња и презимиња од когаш почнува таа работа. Не би спомнува сега да не се фатиме нека правна замка кој што и како правил, тоа е работа на други органи кои што веќе работат на случаевите, да го расветлат тоа кој довел до уништување на тој процес на производство. Меѓутоа вие сте сега во ситуација тоа да го смените. Апсолутно, значи тоа ќе го направите. Поентата со овој закон кажавме дека е да се намали таа гужва за да може службите за ресоциализација сите оние обуки што ги имаат преку Советна Европа и при посетите во Европската унија што ги имаат тоа научено да може да го применат во пракса. Не мал е бројот на тие специфични обуки и специјални обуки на секторот за ресоциализација, меѓутоа треба да имаат простор. Во една соба со 20 луѓе навистина нема простор за работа. Значи треба да има посебни услови за да работат. Во новите простори, во новите објекти се создаваат тие предуслови за да може да се работи таа индивидуална работа, групна работа, секако има и во соработка со невладини организации, со UNDP и со Министерството за образование разни програми кои што се занимаваат со специфични занимања како што се заварување, пекари, земјоделци, градинари и тоа ќе го надоградиме. Тоа е добрата страна, да речеме. Дори имаме и проекти кои што ќе се работат и со еколошко производство на храна, али сметам дека овој простор што го добиваме со амнестијата и ефектот што ќе се добие од заштедата на финските средства ќе ги овозможи сите овие работи. Значи... Добро, од друга страна се имаше вест за едно самоубиство кое што навистина чудно се случи во Келија со уште еден затвореник кој што очигледно не го видел како неговиот цимер се самоубива, а тоа мислам дека се случи на Пладне. Има случаи каде што се уште затворениците земаат дрога, таа дрога очигледно некој замижува како се дистрибуира во судовите, исто така и во затворите, исто така и алкохолот. Значи сега збориме исто така на релација психолози затвореници, надзорници затвореници, чувари затвореници. Ако зборуваме за еден сосема друг свет и едно сосема друго општество, тоа се затворите каде што важат очигледно некои други правила. Сум била сведок на лични судбини каде што човек, директор на фирма, осуден заради деночно затојување. Од 10 годишната казна беше наркоман кој што не можеше ниту да се ресоциализира, а што е најтрагично не можеше да оздрави. Верувам дека Цветанова има уште бројни такви примери. Како значи тоа не се ни превенира па за да се дојде до се уште сме сведоци на вакви мизерни вести. Би сакал прво да го довршам кругот на кажување во однос на претходното излагање дека тој процес со ресоциализација и реинтеграција продолжува со постпеналниот приход кој што е предвиден во закон. Тоа се е во ред и јас не сакам да ве прекинувам, се има на хартија и знаете и вашата претходничка директорката исто тоа го збореше и за пробацијата и за тоа што беше планот и слично. Меѓутоа во меѓувреме и тогаш и сега се случува и самоубиства и други дела. Јас не спомнувам кој бил пред мене и како бил пред мене, зошто и како таа работа била таму за страната и што се случува во тој период, најубаво би било да прашате не. Меѓутоа еве во ваш период се случи самоубиството. Во мој период се случило самоубиство, јас не зборувам за мој период. Во едно село, значи од 3000 души, секакви настани има. Секој еден што одлучи да си го одземе животот, никој не може да го спречи во таа намера. Ако 4 пати претходно или 3 пати се обидувала со психологот, очигледно немало ефект и дали воопшто разговарале, прашање. Затоа ве прашувам што со затоа значи хендикеп на вакви емисии е што не се повикуваат луѓе кои што работат директно внатре со тие осудени лица, затоа што тоа е специфична работа и многу макотрпна. Најубаво би било да овозможите на тие лица да кажат директно со што се соочуваат и што работат со тие лица. Еве за во недела ни дадовте можност да разговараме со нив. Стоим на располагање за сите медиуми, значи претпоставам дека во наредниот период ќе има и ден за посета на секоја установа, на групи организирани, затоа што тоа е составен дел на нашето општество. Значи тоа не е втор свет, тоа е трет свет за некој што не знае што се случува внатре. Секако дрогата е присутна. И сидоч имав можност да гостувам во една емисија каде што кажав на кои начини се пренесуваат и се внесуваат тие недозволени средства и работи. Меѓутоа, во 2005 година, кога ќе се соочите со еден проблем со дрога внатре, првиот метадонски центар е направен 2005 година во Казнено-поправниот дом Идризово, затоа што тоа е на тие луѓе им треба помош. Меѓутоа, тоа е составен дел на општеството, значи треба да се вклучи пошироката јавност да се најдат тие проблеми. Не се тие таму некаде фрлени и никој да не ги гледа. Нив им треба помош. Најголемата казна што рече и господин Дуковски
нив им е земена слободата. Не треба дополнително да ги казнуваме и да ги Да, угнетуваме. меѓутоа за жал има многу лоши примери. Цветанов, на што се должи сето ова за тоа што ниту една влада да не досега не успеа да направи систем во кој што луѓето достоинствено ќе одлежуваат затворската казна и нема да бидеме сведоци на вакви немили настани. Апсолутно се согласувам со констатациите на претходните соговорници во тој дел, дека досега затворите во најголем дел од владите беа маргинализирани, заборавени, можеби третирани како трет свет. Не постоеше интерес за таа група на луѓе, беа едноставно фрлени и беа третирани, освен тоа што се казнети и им е земена слобода, туку и нека им се случува, што им се случува, не се важно. Многу е важен оној човечки пристап кој што беше потенциран од соговорниците, бидејќи тие луѓе сепак заслужуваат можност за повторно кои ќе излезат надвор да бидат подготвени, да се соочат со реалноста. Затоа и пробацијата е одлична работа која што се случува. Системот на ресоциализација мора да закрепне и тоа е добро. Мора да се вратат занаетите, тие луѓе кои ќе излезат надвор да имаат работа, да бидат барани на берзата на трудот, да можат да се ресоциализираат во самото општество. Може ли да се ресоциализира некој што затворот го направи да биде алкохоличар? Затворот го направил да биде зависник од дрога? Тоа се работи кои што затворот на некој начин направил да биде злоставуван. Мора да бидат решени. Тоа се работи кои што мора да бидат решени. Тоа се работи кои што ги осудувам и јас и целата јавност. Значи мора да се најдат начини да се прекинат каналите на дотур на психотропни супстанции, на алкохол, мора да се врати начинот на живот, на организација во самите затвори, самите затвореници да имаат обврски, работно време, да работат нешто корисно и внатре, но тоа кој што ќе го работат внатре да им користи за кој ќе излезат надвор за да бидат подобри граѓани, односно да имаат работа кој што ќе биде барана. На берзата на трудот не достигаат водоинсталатери, електричари, разни занаети, молери. Во Скопје живееме и знаеме дека е тешко да најдеме некој занает кој ќе имаме проблем. Доколку тие луѓе имаат занает, многу полесно ќе се снајдат и нема да мораат да размислуваат да се вратат на одредени криминални действија за да повторно би се вратиле назад. Буковски, ве како адвокат верувам дека имате клиенти или луѓе кои што издржуваат затворски казни. Каков е разговорот со вас? На што најмногу се жалат? На односот на надзорниците, чуварите, на тоа кој нив ги натерал да земаат дрога? Како воопшто тоа е дозволено, нели секогаш се прашуваме. Не викам дека Македонија е единствен пример кај што тоа се случува, меѓутоа фрапантно е дека бројот не е мал. Да земаат дрога во рамките на затворската установа? Издржувањето на затворската казна. Значи и разни други типови на... Скоро сум сигурен за ова време кое што се занимавам со адвокатура дека ни едно лице не почнало да зима дрога во затвор. Сега ни едно лице, не сум јас компјутер. Меѓутоа помал е бројот. Тие им биле најмалце пробатори надвор од пред да влезат во затвор, меѓутоа потоа продолжија. Са што да ви кажам? Сакате да ви кажам за притвор или сакате на издржување на казна? Ако сте вие во 6 квадрати или во 8 квадрати со четворица внатре, вклучително и веце. Зборам прво за притворот. 23 сати и 40 минути сте внатре. Па ја не знам, само еден клиент имав за убиство го бране во мојата кариера да за 2 години колку што беше во притвор, да тој не ја смени својата психа и сега е ултра способен човек и е голем бизнисмен. Значи, тоа се едноставно нехумани услови. Значи, јас со тоа не сакам да кажам вие или некој дека е крив. Не можете вие од дома да земете пари и да изградите ново затворско оделение. Значи, меѓутоа, дали новото затворско оделение ќе го смени односот на вработените? Па видите се една друга работа. Сакате да ви кажам најотворено. Ако некој зима 18.000 денари плата, а имате вие затвореник таму кој што не знае колку пари има. И вие сега сигурен сум дека представникот од Министерството за правда за извршување на санкции го знае подобро тоа. Вие можете да купите iPhone, најновиот iPhone да го купите се за 1300-1400 евра во секој момент. Минута разговор со телефон вие 200 денари. Значи литро сега бев веднаш после Нова година бев во Идризово и гледам
гледам која ме, мислам, прегледува, гледам еден брдо со запленети пластики со овакво, со алкохол, вина, раки, коњак. Кило коњак ви 8.000 денари. 8.000 денари, најобичен коњак. Кој го носи коњакот и сето тоа? Тоа е некој тип на организиран... Значи, јас, ајде се, ќе искочи дека зборам некои работи што... Таму имате прилично добри, за некого имате прилично добри установи. И места за издржување, така да се изразам, на казната, со фрижидери, со плазма телевизори, со така натака, па ми се јавува и ми каже како спремал бифтек дента и така натака. Така да, а друг мора да му изиграва него чистач, затоа што е дојден од негде некаде и нема било каков динар во себе, мора да му изиграва прљава собарица. Вака да се изразам полуулично. Сакам да кажам дека целокупната сиромаштија на видите, корупција има и во Америка, и во Англија, јас сум бил и во Италија, и во Шпанија во затвори, и ништо помала не е корупцијата во нашите затвори, него во нашите затвори. Значи, тоа треба системски да се реши. Секако дека е поголема корупцијата ако е посиромашна држава. Ако вие имате и тој затворски чувар има своја фамилија и тој функционира. И тој ако зима 18.000 денари плата со сите можни, зборам за најобични, дежурства. Со сите можни дежурства. А гледа дека некој затвореник има пола град и дека може што сака да купи. Па сега само прашањето е на степенот на топење. Дали ќе се продаде за 100 евра или за 5000 евра. Еве конкретни примери наброја адвокатот. И тие не се од вчера, биле и во 2005-та, биле и подоцна и сега. Ја што го зборам емпириски, не меѓутоа и ние нарекла кажал. Исто сведоци и сме правеле репортажи во кои што и самите затвореници не кажувале кој затвореник има плазма, кој затвореник има подобри услови, само благодарејќи на парите. Зошто има таква нееднаквост и зошто тоа воопшто е дозволено? Така, значи, како што кажа и Дуковски, дека веројатно подобро ги знаем тие работи, пошто сум 24 години во оваа професија. Ако сте 24 години, очигледно сте сведоци и на повеќе вакви примери. Значи, дозволено е согласно курчиот ред одредени осудени лица да поседуваат некои работи кои што се пропишани согласно курчиот ред со одобрување на раководниот персонал во установата. Меѓутоа, тоа не значи дека во толкава мера дозволено како што има. Нормално, што во цикл... Дали значи тоа подкуп? Да довршам. До оние што треба тоа да го дозволат. Значи, ако во извештајот на ЦИПИТ од 2016 година имате посочена една установа каде што имате ендемска корупција, нормално дека тоа излага надвор од прописите на установата. Неспроведување на прописите. Значи, сега во новите објекти, системот на работа нема да дозволува таква работа. Значи, самата установа обезбедува телевизори плазма. Не збориме само за плазма. Сакам да кажам само дека новите услови што се изградуваат и новиот истражен центар што ќе биде ќе ги оневозможи за овие разлики. Не збориме само за плазма, него збориме принципиелно. Еве на пример, повторно ви кажам, вие не сте виновни, немете да се сватиме погрешно. Не, далеко од тоа. Јас сакам друго да кажам, дали секако знаете подобро од мене. Знаете ли кој е најголемиот проблем сега кога ќе дојдат, кога ќе отиде од шутка или не е битно, иде повратник па на издржување на казна во Идризово во приемно оделение? Најголемиот проблем. Кревет, да не. Кревет е мислена именка, душек. Уствари нешто што се вика душек, нешто што е вака подебело од хартијава и се плаќа од 3 до 5, 6, 7.000 денари, па се задолжува со дневна камата. Кому му се плаќа, на другите затвореници? Па на тој што е, што знам јас, пос и така натака. Значи, тоа е тортура. И извештаите на СИПИТ прилично сум запознан, како член на некои невладени организации, прилично сум запознан и со нив и сум бил во затворот Идризово. Па она што се пишува за затворите во Република Македонија, значи тоа е блиску до некоја земја од Африка, ама пред едно 200 години. Затоа јас го нарекувам затворот Идризово казамат, не затвор. Значи повторно кажувам, вработените освен корупцијата,
Значи не можат они, тоа е државна установа, државата ако не се секира, а очигледно не се секира за овие 20 години. Да, вие ќе направите по европски стандард и сето тоа ќе биде окей. Ќе бидат по 20 притвореници наместо сега по 20 што се ќе бидат по 20 и ќе им ставите телевизор. Како ќе го искорените? Како ќе искорените корупцијата за пренос на хероин, на кокаин, на марихуана, на алкохол или нешто друго на човек кој што има, вие не сте во Министерство за финансии, јас кажам принципиално, ако некој има плата 18.000, како тоа мислите да го стои? Не вие, него како тоа некој. Значи корупција имало и ќе има. Само човек кој што не знам како да речем, кој што не е од овој свет, мисли дека сега веднаш. Точно, голем успех би било да се намали корупцијата во најголема можна мера. Дуковски, ако може да одговори, зашто имаме уште неколку минути до крајот, да. Зато имаме уште 4 минути до крајот. Меѓутоа, претпоставам дека не сте во текст со обновата и реконструкцијата на објектите во казна. Меѓутоа, извинете, ако конкретно ве праша за корупцијата, да, може ли конкретно? Ја конкретно тоа кажам. Новото деление може ќе ги смени условите, меѓутоа сведоци сме на конкретна корупција. Јас кажам дека се средства обезбедени за подобрување на условите и менување на таа слика што е во јавноста. Значи, со тие пари се обезбедуваат нов ЗИД, нови контролни механизми, приемно оделение ново, нова дом болница, нова кујна, нов истражен центар, значи обезбедени се парите, значи за месеци. Како ќе се подобрат ќе се подобрат чуварите? Веќе се прават обуки, значи се прави селекција на тие луѓе кои што ќе работат во новите објекти. Значи под постојан мониторинг, со контролен механизам, со чек-листи, со помош на странци. А што со старите ќе биде? Дали што ќе биде со старите? Со кои стари? Со оние што ќе останат во не во тој 560 кај што ќе собера од 1000 и кусур. Цело време велите ќе се направи новото оделение. Значи имате зграда која што има 2006 година е пуштена во употреба, значи има солидни услови. Меѓутоа така изгледа лошо затоа што е пренатрупан. Зградата, две крила се окей. Како ќе се подобрат условите за чуварите, надзорниците, ако има 18.000 плата, тој да има поголем мотив да даде од себе повеќе и да го ресоциализира тој затвореник? Значи, да не може да го купиш тоа што вели Дуковски. Не се купува затоа што има тој мала плата, затоа што е подложен на такви работи. Не се сите такви. Точно. Меѓутоа што имате луѓе кои што сакате да правите, ви викаат тоа не е дозволено и не може. Сите работи што се внесени недозволено, ќе биде извадени. Сите ќе имаат еднаков третман. Ако за еден важи ова правило, ќе важи за сите тоа правило внатре. Ние како управа за извршување санкции, тој мониторинг го зголемува. И една друга работа, јас се извинувам ако не е проблем, значи на крај сме само да кажам дека многу работи се во тек. Една од работите што низ овие години, например вака мене како обичен, ја не сум бил во работа, него поредот на нештата идам таму често. Значи јас себе би апелирал вистински, покрај условите има една работа што е многу побитна и од условите и од корупцијата. А тоа е медицинската нега. Значи, повторно ќе кажам, не сте во тек. Не. Многу сум утек. Колку психолози? Многу сум утек во правец дека секој месец умира минимум по еден затвореник во Идризово. А не сум во тек што вие ќе направите. Тука признавам дека не сум во тек. Добро, јас сакам да ви кажам, значи, тоа е еден апел. Значи, не може него по законот за извршување на санкции му следува специјалистички преглед. Значи, не може човекот да дојде на ивица на смрт. Примарна здравствена заштита согласно законот му следува специјалистички на сопствено бање. Дали ќе обезбедите услови за такво нешто? Значи, ако ми дозволите да ви кажам, ќе ви кажам, значи, ако не ме прекинете, значи, завршени се разговорите околу таа работа и координацијата во однос на надминување на здравствената заштита во КП Мидризово и затвор Скопје. Дозволете. 15 медицински лица се во систематизација на јавна здравствена установа кај директорот Злате Мехмедовиќ. Со господин Ден Дончев е разговаран од фондот, состаноци се направени со министерот Филипче и преку владата. Таа работа е во процедура на превземање на здравствениот персонал од затвор Идризово и затвор Скопје во јавна здравствена установа. Веќе ова недва ќе биде и однесено и возило. Примарната здравствена заштита, односно 95% од сите потреби на затворениците ќе ги обезбедува јавната здравствена установа. 5% болничко лекување останува на дополнителна работа. Јавната здравствена установа не може да се грижи за метадонскиот центар. Метадонскиот центар останува да продолжува да функционира под надлежност на Министерството за здравство. Односно,
метадонскиот центар кисела вода, ќе го покрие метадонскиот центар. Значи тоа е завршено. Добро, ви благодарам на дебатата. Истече времето, за жал. Има уште многу прашања кои се однесуваат на затворите, тука нема да заврши оваа тема. Пробацијата е терам турбо, слушай. Се надевам. Пробацијата е терам турбо. Да, се надевам дека ќе... Да, меѓутоа немаме време, тоа е за некоја друга емисија, пробацијата е сосема друга тема. Проблемот со условите се такви какви што се ќе биде многу брзо. Една исто од огромните работи во Македонија што е незаживеана пробацијата. А вие да направите, не вие, него да направи секој човек некоја анализа колку има условни отпусти уважени во Република Македонија, ќе видите дека преку сила е 10%. Не е ни 10%. Не е така. Добро, вие на крај имам анализа направена и затоа знам што правам и каде се движам. Не реков дека вие не знаете, него значи имате судска опомена 61, 2016 година 4271 имате условна осуда. Меѓутоа не за условна осуда, условен отпуст зборам. Значи, за лежење на казна па условен отпуст. И тука работиме. Значи член 206 Ќе видиме што ќе сработите. Ви благодарам што бевте во емисијата. Условен отпуст да се Добро, ќе провериме што сте сработиле. Ви благодарам за вниманието и на гостите за учеството во оваа дебата. Останете со Телма.